крајно запрепастувачки се овие информации. Сметам дека овие луѓе кои што тоа го правеле немаат буквално ништо човечко во себе и по мое скромно мислење тие треба да одговараат за геноцид. Ова е геноцид за врз здравјето на граѓаните и она што следиме што се случува, ваквата селективност во определување на мерка притвор и мерка на предпазливост е само уште еден, како да кажам, уште една причина ние како власт кои што сме најодговорни во моментот да го спроведеме владењето на правото и враќање на довербата кон институциите, практично да продолжиме со борбата против криминалот и корупцијата. Метастазирано е во сите институции, а особено во третата власт, за жал. За жал. Да, која е независна и која што е независна, никој тоа не го спори. Да, таа е независна, меѓутоа имаме делови од ова власт, судската власт, кој што ги бира собранието. И кој е одговорен? Органот кој што ги избира, нормално. Мора да поставиме едни јасни граници и мора да почнеме со многу голема борба и офанзива кон овие инсталации кои што наместо да право раздаваат, тие го штитат криминалот. Да, за ова ќе Еве тоа се случува. Да. Практично имате еден определено мерка притвор, а другиот определено мерка за предпазливост. И како очекувате граѓаните да имаат доверба во правосудството? Секако дека нема да имаат доверба.